Бобан Тотовски е тренер и практично активен спортист во нешто што се нарекува e-спорт, e-спорт. Бобане, дали се слушаме? Да се слушаме. Бобане, ајде те молам вака сега да ни објасни што е тоа e-спорт, бидејќи ако фатам јас да објаснувам, на крајот можам да внесам и повеќе забуна отколку расчистување. Да. Вака, добро утро на сите. Значи, прво, не сум тренер и спортист, јас сум председател на Македонската e-спорт федерација. Па јас не знам, ајде, одиме понатаму да видиме. На времето бевме порано геймери, игравме, но сега веќе сме во официјалните води навлезени. Е-спортот е гейминг кој што се игра на професионално ниво. Значи, сите оние игрици што ги знаеме и што ги гледаме нашите деца како ги играат и нашата младина, во светот, а и кај нас полека стануваат, се претвараат во спорт. Значи се останува нели забавниот дел од игрите што си го играат некои деца во своето слободно време, но поголемиот дел од тимовите се групираат во професионални екипи кои што се пропратени со менаџери, со сопственици, исто како и во нормалните спортови секојдневните, и преку користење на компјутери и друга опрема се надпреваруваат едни против други. Нормално на ниво на држави, на ниво на клубови, буквално исто како што е во фудбалот и во кошарката и во останати. Па јас затоа и реков тренер, бидејќи не сум сигурен дали во вашиот е-спорт има нешто што се вика тренер или се тоа повеќе менаџери. Има и тренери, има и психолози, се има. Добро, сега не би можеле да поведеме голема расправа околу тоа што е спортскиот дел од целата оваа, да кажам, масовна занимација, бидејќи јас праќам на оние генерации кои што се бунеа и кога шахот се прогласи за спорт. Но добро, тоа е една друга расправа. Гледам, сега е практично златно време на вашиот спорт, бидејќи карантинов натера стотици илјади луѓе, особено млади, да мораат да седат дома, распуштени училишта, оди некаква настава до душе по електронски дигитален пат. Забележувате ли, се случуваат ли сега некакви активни надпревари? Траат ли вашите првенства, бидејќи се друго е откажано? Значи на светско ниво тие што се офлайн, што ги викаме ние евенти, што се случуваат на некоја локација како во сала, сите се откажани, но сите настани што се случуваат онлайн, си се закажани, се случуваат во цел свет, исто важи кај нас. Викендов имавме квалификации за нашата лига во Тота 2, една популарна игра. Овој викенд започнува нашата лига, во која што ќе има 8 клубови, која што ќе трае 2 месеца, и се надпреваруваат победникот што ќе биде на таа лига, ќе ја представува Македонија на светско првенство во е-спорт во Израел, како тимот на Македонија. Бобане, има ли во бидејќи спортот е секогаш врзани со парите, има ли во целата оваа приказна и некакви растечки фондови? Фондови има на светско ниво, кај нас се уште сме далеко од тоа, се уште не разбираат што правиме, меѓутоа гледаноста е мала се уште, пред се затоа што во главном се користат онлайн платформи за стриминг, за да може да не гледаат луѓе, значи само онлайн може да не гледаат, но полека расте. Во светот тоа се милионски, мултимилионски суми на договори кои ги потпишуваат и играчи, и тренери, и спонзори секако. Кои се најпопуларните игри? Мислам, мене ништо нема да ми значи, ама може би некој што не слуша ќе разбере. Најпопуларни се League of Legends, Dota 2 и Counter-Strike, што се играат како е-спорт на превари. За тие јас дури имам слушнато, пошто ги имам овие дома кои што ми играат, див? И сигурно играат Fortnite. Да, и тоа го играат, да, точно. Каква е старосната структура на вашите спортисти? Има тука, ние по дефиниција мислиме дека се тоа само млади луѓе, тинеџери, или има луѓе од различна доба? Професионалците што играат најчесто се од 16 до 24 години. Тоа е што станува збор за професионалците. Деца нели секогаш има што тренираат од 10 години нагоре, и по некој ветеран што викаат од 24 до 30 години, меѓутоа тоа се исклучоци. 80% од групацијата, од категоријата од 16 до 24. Добро, конечно да ве прашам, сепак, што се вашите препораки, бидејќи вашиот спорт за да бидеш професионалец, подразбира ли тоа 15 часа дневно пред компјутерски екран? Не, напротив, јас на сите им кажувам дека нас главната цел не е да ги станеме децата од компјутер. И многумина се чудат како вие спорт федерација сакате да ги станете децата.
Па токму така, сакам да им кажам дека треба 2 сата да играат, па 1 сат да бидат физички активни, да тренираат други работи, социјални скилс да развиваат, значи не е само седи на компјутер 16 сата, то ти се држи као бокс да тренираш, а да седиш у ринг 15 сата да те лупаат у глава. Не може да станеш добар спортист така. Бобан Тотовски, благодарам за утринско јавување. Јас нешто научив утринава, се надевам дека и дел барем од нашите слушатели и гледачи исто така. Благодарам, ќе се слушнеме можеби за кога вашето првенство ќе дојде до финалиња и полуфиналиња. Кога се очекува тоа? За 7 недели од сега. Ете, до тогаш... Значи во мај. До тогаш се надевам дека не само вие што ќе победувате, туку дека за 7 недели и ние ќе ја победиме оваа вирусна епидемија. Благодарам на Бобан Тотовски.